Во првиот ден од викендот го гледате најновото издание на регионалните вести. Дури 27 дена во првиот месец од годинава тетовци дишеле загаден воздух, покажува месечниот извештај за квалитетот на воздухот на ресорното министерство. Граѓаните освен аерозагадувањето како проблем ја посочуваат и лошата хигиена на градот. Месечниот извештај за квалитетот на воздухот на Министерството за животна средина и просторно планирање покажува дека од 31 ден во првиот месец од годинава, во Тетово дури во 27 дена била надмината 24 часовната вредност на штетните PM10 честички. Тетовци, освен аерозагадувањето, како проблем ја посочуваат и хигиената во градот, која е на многу ниско ниво. Катастрофа, не гледате и сами. А состојбава со воздухот? И тоа е катастрофа, бетер. Што треба, ќе се каже од ова. За младиве деца тоа е жива болест. Што треба да раста доправо. Чувствувате вие аерозагадувањето врз здравје? Како некој не го чувствува. Замори сето тоа. Тоа е катастрофа, ништо не се презема. Требаше гасификација да се направи до сега, да се среди, ова нема ништо. Хигиена во градот, што знам, гледате и сами. Кој кај ќе стигне депонија права. Ништо не се работи, не функционира. Овие од Гозгора што се, само на платен список се вода. Катастрофа. Многу лоша, многу лоша. Многу лоша. Може подобро, треба да се залагат општинари повеќе и тоа. Што забележувате низ градот? Па почнувајќи од воздухот, па нечистотијата, отпадот на секаде. Тоа е. Па еве гледате и вие самите, многу чисто. Пред избори све што обечаја, ништо не се најде. Па јас сум си болна, алергична. Еве кога излагам со маска, излагам, тоа е докажано. И си имам проблеми. Еве овде живим. На први спрат си имам проблеми. Ни чист воздух нема. Ни водата квалитетна. Многу ствари има. Најлошо што може да биде. Градот е скроз загаден, али тоа го прават жителите на градот. А состојбата со воздухот? Исто е загаден воздухот. Чувствувате некои последици од аерозагадувањето врз здравјето? Како стар човек сигурно да чувствува. Иако измерените концентрации на PM10 честичките во воздухот во Тетово се пониски од оние во изминатите години, сепак се уште се далеку од нормативите кои се пропишани за квалитетот на воздухот кој треба да го дишат граѓаните. Дозволени се 50 микрограми на метар кубен воздух. Во Тетово во текот на јануари беа измерени највисоки 204 микрограми. Утре е прочка, последниот ден од Белата недела пред големиот Великденски пост, празник кој не потсетува на духовниот карактер на постот. Ден кога си простуваме едни на други, зашто големо е чувството на слобода што доаѓа после простувањето. Православните христијани утре го слават празникот Прочка или Велики поклади, ден во православното христијанство на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Од верски аспект Прочка е една од манифестациите на искрената и пожртвувана љубов кон ближните за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. Верниците се должни да ги простат со грешенијата на ближните, а онаму каде што сами сгрешиле од срце да побараат прочка, вели отец Александар од Тетовското архиерејско наместништво. На светата литургија се чита светото евангелие кој ги содржи поуките за простувањето, бидејќи Господ вели во тоа евангелие дека ако ние не им ги проштеваме долговите на другите, тогаш и нам нашиот Отец Небесен нема да не ги прости нашите долгови. Значи, пред да влеземе во светата Четириесетница, односно во Великиот пост, должни сме од длабочината на нашето срце да ги простиме согрешенијата на нашите ближни, нели? А и ние таму каде што сме се наоѓаме себе си дека сме му сгрешили на нашиот ближен, од срце да побараме прошка, за така простени да влеземе во светата Четириесетница.
простувањето е многу битно, бидејќи и дел од Господовата молитва, Оче наш, во еден дел се вели простини ги долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници. Светите отци токму во тој контекст не поучуваат дека така како што ние проштеваме, молејќи се со оваа молитва, во таа мерка и Бог ќе ни прости. Затоа ако не проштеваме, а се молиме со Господовата молитва, се молиме лицемерно и се молиме на наша штета. Заради тоа потребно е од срце да ги проштеваме гревовите на ближните, затоа што и ние према Бога грешиме во многу работи, но Бог секогаш на искреното покаяние е милостив и ни проштева. Всушност и со проштевањето човекот самиот и себе си се ослободува од злата сила во себе си и го ослободува просторот на срцето за да може да се моли. Утре недела во Соборниот храм Свети Кирил и Методи во 16 часот ќе биде отслужена вечерна богослужба по повод прочка. За простувањето да биде вистинско, неминовно е да се случи во нас самите, пред да ги изговориме зборовите простено ти е. Во спротивно тоа ќе останат само едни обични зборови со привремена моќ. Всушност, под влијание на ова свето Евангелие, кое се чита на светата литургија, се развил и така наречен чин на проштевање, кој се извршува во Соборниот митрополитски храм секоја година. Значи, навечер во 16 часот на прочка се служи голема вечерна богослужба, на која потоа следи чинот на простувањето на верниците со свештениците и на верниците помеѓу себе. Исус ќе го напушти овој свет со моќните зборови на простување на своите непријатели. Прости им, татко, не знаат што прават. Всушност, целото учење на Исус завршува со најважната порака, сочувана за на крајот, а тоа е пораката на простувањето. Со тоа ќе го запечати своето Евангелие, а на генерациите ќе им остави задача да научат да простуваат. Оние што не знаат да простуваат, никогаш и не го разбирале Исусовото учење. Датата на прочка се менува во зависност од датата на Великден и секогаш е точно на 7 недели пред Христовото воскресение. Полицијата соопшти дека во Тетово при претрес на возило е најдена дрога. Униформирани полициски службеници од полициската станица Тетово на улицата Елинденска вчера петок 16 февруари во 21 часот и 30 минути запреле патничко моторно возило БМВ со тетовски регистарски таблички. Возилото го управувал 37 годишникот Желино, а како сопатници биле две државјанки на Албанија на возраст од 24 и 26 години. При извршен преглед на возилото била пронајдена една зипер кеса со марихуана. Потоа сите лица се приведени во полициската станица Тетово за понатамошна постапка, соопшти денес Министерството за внатрешни работи. Утре, недела 18 февруари, на Попова шапка се одржува 7-миот меморијал Стеве Илиевски Караѓоле, надпревари во велеслалом и сноубординг велеслалом за деца. Ќе се скија на патеката Пионерско брдо, а учествуваат над 100 деца од Македонија и соседните земји. На 17 февруари 2008 година Косово еднострано прогласи независност од Србија. Од тогаш новата земја се бореше да изгради силни институции, додека слабата економија предизвика десетици илјади луѓе да бараат работа во странство. Пред прославата на 10 годишнината многу косовари ги истакнуваат силните страни на земјата, издржливост, решителност и енергична млада популација. Но дома косоварите се уште се борат да изградат силни институции и здрава економија. Тие се попречени од раширената корупција и недостигот на странски инвестиции. Со просечна возраст од само 26 години, Косово демографски е најмладата земја во Европа, но и една од најсиромашните. По земјотресот со магнитуда од 7,2 степени кој го погоди Мексико во петокот и остави речиси милион луѓе без електрична енергија, на југот од земјата почувствувани се близу 200 автершокови, соопшти Националната сеизмолошка служба, а единствените информации за смртни случаи засега се за 2 лица кои загинале на земја при пат на воен хеликоптер, со кој функционери ја изведувале ситуацијата по катастрофалниот потрес.
До утрово во саботата биле регистрирани најмалку 225 автершокови, од кои најголемиот бил со магнитуда од 5,9 степени по Рихтер. Епицентарот на земјотресот во петокот навечер по локално време бил на 145 километри од познатиот центар за сурферите Пуерто Ескондидо во јужната сојузна држава Оакаха и бил на длабочина од 12 километри. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека за една година председателство на Доналд Трамп односите помеѓу САД и Русија не се подобрени во однос на тоа што беа во времето на Барак Обама. Односите дури се влошија во одреден степен, додаде тој, мислејќи на конфискацијата на дипломатскиот имот на Русија во САД, што според него е спротивно на виенските договори и на принципите на кои се заснова американскиот устав и американското општество, пренесува БТА. Трамп во предизборната кампања вети дека ќе развие нормални односи со Русија, засновани на меѓусебно почитување и интерес. Лавров истакна дека соработката меѓу САД и Русија за Сирија продолжува, иако е многу тешко. Американскиот претседател Доналд Трамп ја посети болницата за лекување на жртвите од покањето во средното училиште во Флорида. Тој беше придружуван од првата дама Мелани Трамп. Во помамано, Доналд Трамп разговарал со доктори и медицински сестри и им се заблагодарил за грижата што ја прават за ранетите. 19-годишниот Николас Круз отворил оган во средно училиште, од кои биле убиени 17 лица, од кои повеќето биле деца. Во текот на истрагата стана јасно дека Круз бил под мониторинг на FBI од минатата година, откако напишал на YouTube дека сакал да биде професионален напаѓач на училиште. Сепак властите не преземале никакви дејства. Гувернерот на Флорида бара одговорност од директорот на FBI. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, подделни котлини со услови за појава на утринска магла. Преку денот беше потопло, што предизвика топење на снежната покривка, особено на планините. Утринската температура се движеше од -2 до 0, а дневната од 8 до 16 степени Целзиусови. Во недела ќе има зголемување на облачноста, преку ноќта ќе има повремени локални врнежи од дожд, а на планините снег. Утринската температура ќе достигне од -4 до -1 степен, а дневната од 5 до 9 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.